Почитувани граѓани, ако сакате да помогнете, запишете ги своите контакти кај волонтерите на Orange Start On There. Можете да поделите некој леток меѓу комшиите и пријателите или можете да учествувате во многобројните настани што ќе ги организираме во наредните 20 дена во ГТЦ. Ако живеете на некоја пробетна улица и вашата тераса се гледа убаво и оддалеку, запишете се за да добиете ГТЦ платно го сакам ГТЦ, за да го закачите и да го рекламирате референдумот. А сега ќе ви се обрати Никола Писарев. Мало светло. Почитувани сограѓани, драги пријатели, драги соборци. Викаат дека за градовите имаат душа. Нормално. Секој кој што има душа има и срце. ГТЦ е срцето на Скопје кој што бие за сите нас. Но ГТЦ не е само срце, тоа е љубов, тоа е гордост, тоа е емоција. Но најбитно од се, ГТЦ денеска е точка на мобилизација на граѓаните на Скопје и на центар. Точка на мобилизација на оние граѓани, на оние луѓе, активни и свесни, кои што решивме дека не сакаме други да ги носат одлуките во наше име. ГТЦ денеска е првиот граѓански референдум во Македонија. ГТЦ инаку е еден од првите референдуми кои што се однесуваат на зачувување на јавните простори на едно многу пошироко регионално ниво на југоисточна Европа. Сега, после 2 години борба, некаде во мај 2013 започнаа приказните дека ќе се става барок на ГТЦ и тогаш се мобилизираше и се создаде иницијативата Го сакам ГТЦ. После тие 2 години, сега е шансата на 26 април да оствариме голема граѓанска победа. Победата на референдумот ќе биде и спас за ГТЦ, меѓутоа победа на демократијата. Победата на демократијата во Македонија. Минативе години работевме деноноќно. Многу често, ноќе, кога нема никој, кога сите овие пасажи се празни. Доаѓавме заедно со Филип, со Никса, со Дејан, со Снешка, со сите други од иницијативата среден ноќ некој пат или за празници, за викенди, кога немаше луѓе, да ги гледаме визурите и секогаш да откриваме, да ги гледаме пасажите, да се чудиме на ова архитектонско ремек дело и да откриваме секогаш нешто ново и нешто прекрасно. Почитувани, дента, нашата љубов, дента кога се гласаше референдумот, веднаш по гласањето во општината, кога ги видовме советниците, како дигнаа рака, како се изјаснија за, како овозможија да се создаде, да започне процесот за остварување на тој прв граѓански референдум во Македонија, дојдов овде, се сокрив кај оние столбови и почнав да разговарам со објектот. Застанав, ќе ви го прочитам ова, застанав во преминав кај Жена парк, се потпрев на еден од столбовите, погледнав наоколу да се уверам дека нема никој и тивко почнав да зборувам на турковски. Успеавме, ќе има референдум и тоа сега, одма на 26 април. Замисли, само за тебе прв граѓански референдум во историјата на Македонија. Не те оставаме. Ќе биеме битка за тебе, битката за тебе со голи гради и со дрвени мечеви, ако треба, затоа што вредиш, затоа што ти ни покажеш што е љубов, што е љубовта кон градот во кој си роден и во кој живееш. Ни помогна да искажеме таа љубов. Ќе успееме и мора да успееме, затоа што ни значиш, затоа што на сите си ни бил и заштита и преградка, и за добро и за зло. Секому си дал по нешто, а никогаш не си побарал. Никогаш не си побарал ништо за возврат. Сега е време да возвратиме. На 26 април секој поединечно со пенкалото во рака да заокружиме за. Заедно не има доволно, заедно можеме. А потоа ќе светнеш во нов сјај. Токму онака како што професор Поповски те замислил пред 40 и кусур години. Драги сограѓани, драги жители на општина Центар, вие кои што во 3 круга на пеколот се боревте вашиот глас да биде слушнат и вашиот глас да биде почитуван. Ке мора повторно да работиме заедно. Но може да победиме, ќе победиме. Од следните 20 дена
Последните 20 дена, драги пријатели, не треба ние да допреме до поштенските сандачиња и до ушите на луѓето. Ние треба да допреме до срцата на секој граѓанин на општина Центар. Треба да најдеме начин сите граѓани кои што треба да гласаат на 26 да ја почувствуваат оваа сила која ние имаме изминатиот период и оваа сила која што ја имаме денес. Она сила на емоцијата која што моментално ја чувствуваме и која што ја чувствуваме по долго време. Како што сме преполни со љубов, болка и страх, мора тие исти емоции да ги пробудиме кај сите, кај секој граѓанин на Центар. Затоа што емоцијата е она која што ќе се преточи во мисла, а мислата ќе се преточи во разумна акција. А разумната акција значи на 26 април на гласачко место со пенкалото рака. Пенкалото е појако од мешот на барокните армии. Тоа може да го победи. На 26 април секој глас е глас за спас на ГТЦ. И затоа ве повикувам што е можно помасовно да излеземе на референдумот, за да можеме утре, кога нашите деца ќе не прашаат што направи ти, каде беше кога се водеше битката за ГТЦ, да кажеме сите ние, јас бев, јас борев, јас гласав на тој референдум. Тогаш ќе победиме, ГТЦ ќе остане автентичен и ќе може да ја пружа на следните генерации центарци и скопјани онаа љубов која што ни ја пружа и нам. Го сакам ГТЦ повеќе од било кога.